Добар ден, добре Добар дојдовте. ден, господина Џафери, како сте? Се одморивте ли? Секако. Повелете, седнете. Почитувани, како што видовте, наш денешен гостин од неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Собранието Талат Џафери. Господине Џафери, првата седница на Собранието е закажана тек за 14 септември. Над 20 закони се блокирани во Собранието. Координаторот на ВМРО ДПМН не дојде на редовната координација со вас. Опозицијата од мај активно ја бойкотира работата на Собранието. Ке профункционира ли Собранието? Мислам дека Собранието и функционира и ќе функционира. Во секој случај, по однос на одлуката за блокирање, тоа си е право на опозицијата како инструмент да го искористи во Собранието. Тоа е во доменот на дискусиите кои што се одвиваат и во работните тела и во пленарната седница. Во секој случај, пред одморите, знаете дека направивме анализа на работа на Собранието по однос на пристигнати материјали, решени материјали за останати материјали. И како што знаете, од околу 1000 точки кои што беа планирани по седниците пленарни, 10% или 9% поточно од точките се останати неразгледани. И тоа не е останато затоа што Собранието не стигнало да ги разгледа. За останати се затоа што председателите на комисиите одбиваат да свикаат седници соодветни, да ги поминат првично на комисиите, па да дојдат на ред на дискусија на пленарните седници. Така да тоа не е причина Собранието, но е човечкиот фактор, односно председателите на комисиите се тие кои што одбиваат да извршуваат функцијата председател на комисијата и да ги стават на дневен ред тие точки. Но ќе се донесат ли овие потребни закони во услови кога председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски се закани со целосна блокада, бидејќи не е се уште исполнето барањето за предвремени избори? Целосна блокада не може да има на Собранието, затоа што може да не ги разгледат точките кои што се на нивните комисии, кои што ги водат, а другите комисии кои што ќе ги разгледат точките секако има услови да се разгледат на пленарни седници, а пленарната седница е според деловникот планирана и има тајминг на почеток и на крај на дискусијата, така да Собранието ќе продолжи непречно да работи по однос на оние точки на кои што има предуслови според деловникот да се работи. Владата се уврза за донесување на уставните измени, односно внесување на бугарите во преамбулата. ВМРО ДПМН најави дека ќе собере 150.000 потписи за прашањето да го стави на референдум. Дали ќе го ставите референдумот на дневен ред во Собранието доколку опозицијата ги собере потребните потписи? Тоа е хипотетичко поставено прашање. Во секој случај има деловник и има процедура деловничка, така да и јас како председател на Собранието и пратениците било кој не може да ја одбегне процедурата затоа што е предусловена. Освен ако не се однесувам онако како што се однесуваат председателите на комисиите по односни точки, например, кои што не ги свикуваат седниците, но во секој случај јас ќе ги исполнувам сите обврски кои што произлегуваат од деловникот за работа на Собранието и од надлежноста и обврските на председателот на Собранието да ја испочитува процедурата. Јас немам причина да не ја почитувам процедурата. Кога сме кај уставните измени, дали тие ќе влезат во собраниска процедура доколку нема обезбедено двотретинско мнозинство кое е потребно за нивно донесување? Видите, во суштина со обврските кои што се превземени, тоа се обврски не на мнозинството и не на Собранието, тоа се обврски кои што државата ги превземела на патот за отварање на предпристапните преговори и на патот за полноправно членство во НАТО. И ако направиме паралела од Преспанскиот договор и потребата од уставни измени за да станеме членка на НАТО, од кампањата која што се водеше против тогаш, со укажување дека последиците по државата, по граѓаните ќе бидат овакви, онакви, не знам какви, состојбата е поинаква во позитивна смисла од кога станавме членка на НАТО. И во тој контекст, ако таа паралела пак ја влечеме, значи потребата од уставни измени не е заради потреба на мнозинството или не знам на кого, него е тоа потреба на државата за да може да си го превзема и да го изода патот кој што, впрочем, пред 3 децении е определена за тој пат да си го изоди. Со сите предизвици кои што ги има државата на тој пат.
И во тој контекст сметам дека треба сите да рефлектираат по однос на интересот на државата и на граѓаните, а не на интересот на политичките партии во смисла на дневна политика, борба за гола власт да се менува власта, него во секој случај која и да е власта да дојде, ќе мора да го изоде тој пат. И во тој контекст сметам дека како избрани и одговорни луѓе би требало да резонираат сите во контекст на потребата и интересот на државата и на граѓаните, за да може да се отвори тој пат. Во секој случај, ние конкретно не изгубивме ништо како држава со тоа што направивме уставни измени за да се исполни Преспанскиот договор. Напротив, во позитивна смисла има придобивки, значи и државата и граѓаните и сите ние во смисла на оно што е геополитиката денеска. Замислете во такви односи да сте над дворото на чадорот кој што ви обезбедува оно што треба да се обезбеди, а сами секако е очигледно дека сами не можеме тоа да го обезбедиме, така да во тој контекст треба да се оди насоката на отварање на патот за реализација на крајната цел да бидеме полноправна членка на Европската унија. Значи, очекувате некој од пратениците на ВМРО да помине да гласа за Ја не уставните би измени? гледал тако да очекувам или да не очекувам. Очекувам политичките партии како представници на граѓаните да рефлектираат во смисла на оно што е интересот на граѓаните кои што ги представуваме. Во тој контекст очекувам, а ја не правам пресметки дали некој ќе може вака или некој ќе може онака да се однесува во однос на оно што е општо добро за државата и за граѓаните. Дали се уште сте на истиот став доколку нема кворум за работа ќе го распуштите собранието? Не да го распуштам, ја не можам да го распуштам собранието. Јас можам само да предложам како право на еден пратеник да предложам предлог одлука за самораспуштање на собранието. Тоа е, секој пратеник го има за право, но контекстот е ако партиите мислат дека решение им е предвремени избори, нека се изволат, нека предложат распуштање на собранието, да си одат на избори. Јас сметам дека не е решение тоа. Од 2008 година последователно имаме предвремени избори. И ако направите анализа на изборни години, скоро на секоја година имате процес изборен, а според изборниот законник во тој процес 6 месеци не може да функционира ниту локална власт, ниту централна власт по однос на забраната за работа по однос и на вработување и на капитални инвестиции и све поред. И очигледно е дека треба да се доведе состојбата во ред во контекст на уставот на 4-годишен мандат. Оти уставот вика мандатите се 4-годишни по однос на пратениците и локалната власт, со разлика за претседателот на 5-годишен мандат. И мора државата да се врати во редовна 4-годишна мандатни период, за да може оно што е ветувањето да си го исполнат за 4 години мандат, да го исполнат или нема да го исполнат. Тоа ќе го ценат граѓаните. Не ние меѓу себе да цениме дали сме го направили или не сме го направили, едното или другото. Нашата работа ја ценат граѓаните и оценката ја дават на избори. Господине Џафери, вашата ќерка е избрана во надзорниот одбор на компанијата за снабдување со топлинска енергија, а со ИСМ снабдување ќе управува Мисот Јакупи, шеф на изборниот штаб на ДУИ во Студеничани. Опозицијата на ова гледа како на непотизам и влијание на вашата функција за нејзиното вработување. Како вие гледате на ова? Па видите сега, секоја институција има своји надлежности. Секој субјект има своји надлежности. Јас не сакам да навлезам сега во таа дебата, има други институции кои што се бават со тоа. Впрочем, како што знаете, е отворена постапка во Државната комисија за спречување корупција и конфликт на интереси и тие ќе одлучат и ќе видат што е што. Оно јас што го знам и не инсистирав да го имам тој документ, ќерката не е избрана. Ќерката е покрај редовните работни задачи е задолжена во сферата на стручноста по која што е вработена во ЕЛЕМ, зашто претходно ДКСК утврди дека нема влијание, соодветно да обавува дополнителни задачи во новоформираната некоја таму сега, не знам која, дали за грејењето, дали за што е, да обавува и обврска на надгледување на процедурите и на процесот на работа на фирмата. Воспротивно, ако би одбила тоа да го направи, според друг закон, таа би попаднала под одговорност, по цена и по ризик да изгуби работно место, затоа што дополнителни задачи покрај редовните не може да се одбиваат. Тоа има други закони кои што ја обврзуваат. Без оглед дали е моја ќерка или било чија ќерка или син да е во тој контекст. Јас сум
духовно мирен по тоа што сум убеден дека ни со што не сум влијал врз таквата одлука на институцијата каде што е вработена. Впрочем, мали милион луѓе овде се унапредени во собранието. Што јас треба да водам евиденција кој чиј син, кој чија ќерка или снага. Јас си гледам процедурите овде според законот. Исполнува услови за унапредување, си оди на унапредување. Има потреба од дополнителни задачи, ќе и давам дополнителни задачи, но за тоа законот ме обврзува определен износ, процент на плата да се доплати поради обврските кои што дополнителни се дават на работникот. Тоа се законските решенја. А другото, кажам, има други институции и они ќе ценат, ќе видат што е што. Така да, јас сум по тоа прашање мирен, чувствувам дека и ќерката е мирна затоа што е свесна дека тоа и се работни обврски на работно место, другото ќе го кажат институциите. Се смитате ли за успешен председател на собранието, бидејќи имавме ситуации кога расправата се одвиваше на рапна тепачка, навреди на пратениците еден кон друг, фрла предмети еден кон друг. Имате ли и вие одговорност за ова? Па прво и основно, никогаш во животот не се само оценувал по однос на работите и функциите што сум ги извршувал. Тоа има соодветни процедури и институции кои што го вршат. Во случајов крајната оценка за успешноста или неуспешноста моја ќе ја дават граѓаните. Јас немам потреба да се само оценувам по однос на тоа. Јас сметам дека процедурите ги спроведувам сотно на деловникот, уставот, оно што се законските рамки на надлежностите и правата на председател на собранието, и во тоа рамка мислам дека во повеќе наврати имало и конкретни иницијативи за евентуална моја одговорност за неспроведување, односно непочитување, кои што соодветните институции ги отфрлиле како неосновани, и во тој контекст сметам дека крајниот збор е на граѓаните да кажат како и што сработел овој председател на собранието. Впрочем, јавното мнење, ако сте ги следеле, граѓаните имаат соодветно мислење по однос на тоа. Јас не чувствувам потреба дека сам за себе треба да зборам успешно или неуспешно. По однос на однесувањето на пратениците, тоа е работа на општа политичка култура, која за жал недостасува кај нас во целина, значи во општо, и тоа се резултати, значи на таков недостиг. Луѓето не знаат да си го терат оно што е политичко, да си го терат политичко, него се претвараат во лични квалификации меѓусебни, и секако тоа произведува и такви непосакувани ситуации. Што се однесува до одговорностите, јас се чувствувам одговорен за оние процедури таму кај што сум бил должен да превземам соодветни мерки, не сум превземал. Мислам дека во секоја ситуација сум ги превземал сите потребни мерки, а во контекст на другата одговорност, кривична одговорност на пратениците нема за било какво постапување во собранието и на говорница, така да останува на етика индивидуална сечија да си се постави така како што ќе се постави. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас на можноста. Тоа беше се во ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.